Почитувани, на македонското здравство му се заканува банкрот. Здравствениот систем е пред колапс. Здравствените работници ги земаат платите со задоцнување од неколку недели. Во некои болници не им се дели храна на пациентите, поради тоа што нема пари да се плати на кујните. Во универзитетскиот блок, во најпрестижниот дел на нашето здравство, нема грејење и пациентите во болниците одат со греалки кои си ги носат од дома. Луѓето се смрзнуваат на минус 10 степени надвор. Лекови нема во болниците, а на тешко болните им се вели дека треба да се штеди. Со мака направениот здравствен систем, во кој трудот го вложија неколку генерации здравствени работници, се распаѓа заради немање слух за интересот на граѓаните. Во исто време, на сите оние кои работат преку агенции за временно вработување, не им се овозможува да се лекуваат и да добиваат сини картони. Од една страна, има 4000 луѓе кои по разни основи, заради задоволување на партиски заслуги кај ВМРО ДПМН, му се натоварија на македонскиот здравствен буџет, а од друга страна, за 7000 вработени луѓе им сеускратува со Уставот за гарантираното право на здравствена заштита. Се прави притисок за бркање на луѓето од работа или за намалување на платите на медицинскиот персонал, иако тие се најниски во регионот, а во исто време, наместо еден директор се создаваат 64 директори на здравствени институции, со плати двојно и тројно повисоки од платите на искусните здравствени работници. Наместо 5 се именуваат 214 членови на управните одбори, кои на грбот на здравствените осигуреници безсмислено го арчат здравствениот денар. Екзодусот на лекарите од јавното здравство започна. Последиците можат да бидат крајно сериозни. Вака никогаш не било, вака повеќе не може. Обучените менаџери со народни пари, за чии курсеви за обука се потрошија пола милион евра, не му помогнаа на македонското здравство. Да не создаде за една година, верувале или не, 11,5 милиони евра дополнителни долгови, кои повторно ќе паднат на грбот на граѓаните. Претходните обврски им се префрлија на болниците, што значи дека нашето здравство полека, но сигурно запаѓа во кома од која тешко ќе се поврати со оваа волунтаристичко однесување на владата на Никола Груевски. Се кратат средствата за превенција на болестите. Тие се намалени на половина во споредба со претходните неколку години. Или ако сакате со бројки, само 0,5% од здравствениот денар оди во превентива, а здравствената заштита треба да биде интегриран систем, и терапевски, и превентивен. Ако на тоа се додаде дека половина од парите за превентива одат за ХПВ вакцинација, а дека често и на сила се обидува да се наметне превенција, таму каде што оправданоста е спекулативна, сомневањата дека тоа е со коруптивни намери остануваат отворени. Или уште посликовито, од сите вакцинации 303 милиони за ХПВ, а само 60 милиони за сите останати: дитепер, хепатит, ТБЦ, рубеола и така натаму. Капак на се, никој не знае што се случува со трансформацијата на војната болница, која се отпочна типично ВМРО-вски, без да се обезбедат пари за функционирање, па и самиот директор на болницата, кој е поставен од ВМРО ДПМН, вели дека има пари само за 3 месеци. Дотокаш ке се снаоѓаат од Министерството за одбрана. Што после тоа? Господа од власта, господине Груевски, здравјето на населението не е случајна состојба. Не си играјте со здравствениот систем, направете итен ребаланс на трошоците во буџетот, наместо да инвестирате во минатото, преку градење споменици, инвестирајте во сегашноста и иднината на Македонија, во здравјето на луѓето, од него зависи иднината и економскиот просперитет на нашата земја. Ви благодарам.